Благодарам. Имено почитувам господине Ковачевски. Сметам дека е илузорно да ги споредуваме аргументите и ставовите од аспект на тоа кој е во право, а кој има или нема кредибилитет, бидејќи на крајот од денот тие за кои што сме тука и го дале својот глас и својот суд на изборите. Од аспект на јавниот долг, тоа што го кажавте вие сте во право, но сепак треба да дојдеме до изворот на таа ситуација, тоа е зошто толку средства извојуваме сега да враќаме долгови и кој ги зел тие долгови и зошто. Но ете тоа нема да ја обременувам дискусијата, сакам тука да прочитам еден интересен извештај кој што денеска излезе, односно есенска економска прогноза за 2025 година и само неколку факти, затоа што тука има меѓу нас луѓе кои што сакаат да инсинуираат, да пецкаат, да навредуваат, да се цинични. Па ете и за нив, но и за граѓаните најважно. Сега вие зборувавте, на вас ви падна редот да има можност да прочитам неколку работи од, замислете, извештајот кој што го издава Европската комисија. Тоа вика вака: бруто инвестициите веројатно ќе бидат главниот поттикнувач на растот. Јавните работи на патните коридори 8 и 10D започнаа во 2025 година. Започнаа во 2025 година и нивниот придонес кон економскиот раст е очекува да достигне врв во 2027 година. Приватните инвестиции имаат корист од подобрувањето на амбиентот и субвенционираното финансирање преку заеми од Унгарија и кредитните линии на ЕИБ се наведува во прогнозата. Во првата половина од 2025 година годишниот раст на македонскиот БДП се зголеми во просек на 3,2% и се предвидува тој да продолжи да се зголемува и во наредните 2 години, поттикнат од инвестициите и приватната потрошувачка, се наведува во денеска објавената есенска економска прогноза 2025 година на Европската комисија, посветена во делот на економските перспективи на земјата. Понатаму иде вака: растот на потрошувачката на домаќинствата се зголеми по слабите перформанси во 2024-та, слабите перформанси во 2024-та, поддржан од зголемувањето на реалните расположливи приходи, поттикнати од силниот раст на пензиите и платите, експанзијата на кредитите за домаќинствата и намалувањето на инфлацијата, се вели во прогнозата. Вели во документот се додава дека македонскиот извоз и увоз во првата половина од 2025 година забележаа подобри резултати од она кое што беше предвидено во пролетната прогноза на Европската комисија. Вели во неа се предвидува инфлацијата годинава да биде нешто повисока од претходно очекуваното, но дека до 2027-та таа ќе достигне целта на Централната банка за инфлацијска стапка од 2%. Исто така дека во првите 9 месеци од 2025 година е зголемување на даночни приходи, повторувам, зголемување на даночни приходи, и дека дефицитот ќе се намали исто така како што укажува нашето економско предвидување во буџетот. И на крај само да финиширам, вели владата мора да превземе мерки за консолидација за да ја оствари целата од дефицит од 3%, како и дека во наредните 2 години ќе биде потребно годишно финансирање на ниво од 10 до 12% од БДП поради доспевањето на големата отплата, повторувам, на големата отплата од 700 милиони евра за обврзницата од 2020 година, што доспева во јуни 2026. Така да, ова што го цитирав беше есенска економска прогноза 2025 на Европската комисија. Благодарам. Ви благодарам.